Минималецот да се зголеми на 18.000 денари најдосна до март, во спротивно работниците ќе штрекуваат на работните места. Синдикалците велат дека од следниот месец повеќе од 100.000 граѓани приматели на сегашната минимална плата од 15.500 денари нема да може да си ги подмират повисоките сметки за струја и храна. Во петок ќе се дефинираат што ќе биде преземено, доколку на средбата на 31 јануари владата не им даде зелено светло за зголемување на минималецот. Првиот човек на ССМ Димовски при гостувањето на ТВ каналот ВИС, освен на минималецот, побара линеарно зголемување и на останатите плати. 18.000 денара се поедовната точка или на социјална категорија на плата, каде што не ги зима во обзир додатоците. Јас, ако ми е мене поедовната плата не минимална, како што бараме ни 18.000 денара, на таа плата треба да се приклучат додатоците успешност, години стаж, прековременна работа, ноќен труд, работа за празники и така натаму. А сите останати плати, согласно колективните договори, треба да растат, бидејќи ќе направиме на паралела. Јас како хигиеничар и вие како камерман, да речеме, не може да земам иста плата, бидејќи сложеноста на работа и степенот на образование нема да ни биде ист согласно договорите за вработување. Значи, ова не се аргументирани барање каде што првен работникот ќе има бенефит, а по основ на пензијско, инвалидско и здравствено осигурување, државата ќе си оствари приходи од каде што ќе го исправиме тој пензијски фонд и сите наши пензионери, бидејќи ние бараме и модел како покрај минималната плата да растат и пензиите. Од ССМ апелираат до пратениците да постапат по поднесената иницијатива во собранието за зголемување на минималната плата. Наместо останати закони, приоритет треба да бидат граѓаните. Новата министерка пак за труд Тренчевска рече дека зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари е заложба на владата, но таа не додаде рок до кога може да се оствари ова.